Денес, како што гледате по насловот, ќе реагирам на вашите страшни и паранормални случаи. Извинете вака што сум гол, преđешко е, не се дише веќе, како што гледате потам дури малце. Пекол е, многу е жешко, ама нема везе сепак. Вака изгледа пострашно. Океј, може да започнеме со првата паранормална случка. Под мојата куќа има турски гробови од пред 200 години и некои од нивните души се активни изгледа на кровот. Вау, брати, ова кој вистина стварно, се најжив. Истиот има напишано, навечер се слушаат чекори и удари од тие души. Сега не знам колку е ова вистина, ама звучи страшно. И звучи, доста вистина звучи. Си сплашив од баба ми, оти беше цела во лицето бела и во очите крастајци. Памтам еднаш додека спиев, имав ставено шише вода до мојот кревет, но во еден момент станав и видов како црна фигура облечена, како фармацевтот Зегин ми носи уште едно шише вода. ВТФ. Ова не е баш паранормална случка, ама секоја вечер сонувам дека паѓам од провалија и многу се плашам. И мене ми си има десено многу пати. Немам и не дај Боже да имам. Океј. Еднаш ми тропна некој на пенчера во 3 сатот на вечер, на втори спрат бев. На втори спрат. That's fucked up. Не знам што да речем. Океј, некој ми има пуштено во порака, бејќи не му стигнало нова на Ask Question што го стави на стори. Возев крос 450 кубици, 89 коња, Stage 3, а јас имам 13 години и возевме по Шар планина, беше покасно кога се стемнуваше околу 9 часот и најнаш низлезе мечка со мешиња, почна да не брка и некако избегавме, ми излега уште 2, дурбегавме, ама ока. Стигнавме сите по дома и јас ги сонвав мечките, тоест парализа и мечки ми идет и ме драпет, ме јадет. Ова е една од моите паранормални случаи. Предпоставам дека ти си од Охрид. Ако ова вистина, не знам што да речем, страшно. Престанав со YouTube, трагично страшно. Ова е долго. Еден ден кога бев излезена со моите пријатели, не икам да кажам кој, отидовме во Сити Маркет и седевме таму, се глупиравме, слушавме песна, но кога слушавме звуци како некој да чука по прозорите во маркетот и како некој да писка, ама мислевме дека некој ме пренкат, но јас и другарка ми отидовме да провериме позади Сити, ова изгледа позади маркетот, но немаше никој. Се вративме кај другите деца и му кажавме дека никој нема, но во тој момент почна да чукат кафематот и ние се исплашивме и почнавме да бегаме. И струите во Сити, кај паркинзите, почнаа да трепкаат и ние брзо истрчавме и се ојдовме дома. Тоа беше пред 2 години. Ова ако е вистина, ова мене да ми се десело, јас би се пострашно. Ова беше доста страшно. Ако е ова вистина, океј, некој со слика ми има пратено. Океј, и ова е доста долго што гледате. Беше доцна, но не се сеќавам баш колку беше часот. Јас си лежев сама во дневната и лежејќи скролав TikTok видеа. Додека лежев, наеднаш догледав надвор и јасно се гледаше човечка глава како стои и гледа право кон мене, многу се испаничив, почнав да се тресам. Но кога видов појасно и посмирено, сватив дека тоа е само некое светло од надвор, кое така било наместено да свети. Брат, ова ако е вистина... чекај, ми пратила и слика. Еве сликата. Ова вистина изгледа ко лице. Која и да си, не знам што да речем, ова страшно изгледа. Еве вија сликата, ќе видите. Леле. Се најжив. Goosebumps. Ова е веќе страшно. Не знам што да пишам. Поздрав до тебе. И толку се. Ако сакате парт 2 од реагирам на вашите паранормални случаи, лекнете го видео. И дечки, ако ви се допадна ово видео, ставете лайк, ако не дислайк, субскрибнете се на мојот канал и се гледаме во наредно видео. А до тогаш, поздрав!